Сте работеле во Google, Yahoo, IBM, но и на повеќе универзитети. Што доби Pinterest од како дојдовте на позицијата технички директор? Па главно е за мене дека сум се уште технички ангажиран, значи дека не работам само менеджмент, него работам технологија. И мојата позадина во вештачка интелигенција е нешто што компанијата и треба да го развие продуктот понатаму. Да, Pinterest има околу 200 милиони корисници месечно. Функцијата е луѓето да одат да најдат идеи што ќе ги разработат потоа во стварниот живот. Тоа е тоа што го работиме. Имаме околу 100 милиарди идеи кои се на платформата, ставени во тоа што го викаме ние борци или плочи, и нашите корисници одат и наоѓаат идеи за готвење, за уредување на нивниот дом, за облекување и така натаму. Може ли Македонија да смета на успешните македонци во светот? Секако, јас доаѓам често во Македонија и ја користам секоја прилика да сум тука. И мислам дека сите ние што живееме надвор во странство би направиле што може да се направи за да Македонија е успешна. Има ли капацитет земјава да стане центар на паметни индустрии? Мислам дека тоа прашање зависи од одговорот има ли Македонија квалитетно школство. Бидејќи тоа што ја го добив од Македонија, кога бев тука во средно училиште, бидејќи отидов после средно училиште, добив една многу добра основа во математика и науки генерално. И денеска не знам како стојат тие работи тука, но се додека школството е солидно, Македонија ќе има солидни кадри. Ако нашите средни училишта и факултети произведуваат кадри кои се јаки во математика, бидејќи се што се работи во паметните индустрии се сведува на крајот на краиштата на математика. Во тој случај сигурно можеме да бидеме компетитивни во тие индустрии. Како до подобро позиционирање на македонските IT компании на глобалниот пазар? Тоа што го работиме ние во Pinterest и што сум го видел во Google и во Yahoo е дека секогаш треба да се фокусираме на решавање на нешто што е стварно проблем за луѓето. Значи мора да се најде некој реален проблем каде што во Македонија може да се реши подобро него на било кое друго место. Сигурно дека може компаниите тука да успеат through outsourcing. Тој модел мислам дека функционира веќе тука, но за да имаме права македонска компанија со продукт, треба прво да го најдеме проблемот, па после солуцијата.